Лидија, ти благодарам денес што одвои време да бидеш дел од емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. Ви благодарам на поканата. На еден преубав ден. Да, долго време се договараме, но ете, драго ми е што навистина и чест ми е денес. Што конечно се договоривме. Да, и чест ќе ми биде навистина да разговарам со тебе, бидејќи ти си едно име кое што навистина заслужува голема почит. И треба да си ги почитуваме и цениме нашите уметници, без разлика дали станува за артистите пејачи, за артистите глумци, уметник од секаков вид. Уметници од секаков вид, да. И да си ја почитуваме нашата култура и уметност. Би сакала на почеток едно мало внимание, ти подарам еден подарок. Многу ти благодарам. Тоа се капките од семки од кајси или хун за маслото. Многу благодарам. Кое што е донесено директно од Хималаите и рачно изработено од страна на хунзите и е пратено со многу љубов за здравје и се надевам дека ќе ги користиш и ќе ти... Точно знам за што се работи, знам дека има голем бенефит од тоа. Ете така. Ајде да навратам Лидија на детството. Какво детство имаше Лидија со родители, уметници, со едно музичко семејство? Весело детство, со тоа што некогаш било постатично, некогаш сме биле многу пораздвижени, затоа што моите, знаете, дека беа се уште актуелни. И јас кога се родив, Тања кога се родила, биле ептан актуелни, а мајка ми направила некоја мала пауза, да речеме, кога јас сум се родила, меѓутоа, после известно време повторно продолжија, така да и мене ми беше некогаш смирена, некогаш турбулентно, меѓутоа во секој случај позитивно турбулентно, затоа што многу често и патував со нив, многу често одев кај што одеа и они. Едноставно ми беше јасно уште од најмали години каков е тој живот и зашто се работи. И затоа ми беше кажано од моите родители, кога јас веќе одлучив да се бавам со оваа професија, дали си сигурна дека сакаш да се бавам? Апсолутно сум сигурна. Немаше дилеми? Никогаш. А во кој дел од Скопје го помина детството? Во Карпош 3. Јас сум таму родена и таму сум до ден денес. За многу кратко време ќе сменам локација, меѓутоа повторно сум во Карпош, така да Карпош не го минувам за ништо живот додека сум во Македонија. Какво дете беше Лидија? Палаво дете беше? Темпераментно? Многу. Тања ме викаше жив кодош. Затоа што многу често, знаев, ние сме 9 години разлика, поточно 8,5. Јас знаев многу често кога ќе дојда, нели, ми беа интересни нивните муабети, ми беше интересно нивното друштво, што разговара, да ги слушнам како живо теткиче бев. И она често знаев да го пренесам тоа на моите, и она често знаеше да ми рече кодошиште едно. Да, бев многу темпераментно дете, не лошо, значи темпераментно и лошо се многу е различно. Памтиш некоја палавштина вака што си ја направила? Во позитивна смисла? Дали не памтам да ме прашаш, многу памтам. Ќе бидам кратка, во Пржно на одмор, Црна Гора, обожававме да кампираме со моите. И многу често кампиравме, додека ни се градеше и куќата во Струга, на Елен Камен, ние кампиравме често не често, години во ливадиште. И сега во Пржно исто во камп. Фаќа олуја. Јас често знаев, си шетав по камп, ќе си отидам до ресторан, луѓе ќе ми кажат, например, ќе им кажам на здравје, јадење, ручек, вечера, што и да е. Благодариме, малечка, повели, окей, ќе си седнам, дека ми рекле повели, нели, ама ја сум учтива. И едно време мајка ми вика, ми раскажуваат моите, вика, фаќа олуја. Почнуваат страшни бранови, страшен ветер. На море знаете какви олуи се случуваат. И мајка ми веќе тука почнува да се, значи, едноставно ме барат низ цел камп, нема ни трага, ни глас од мене, прашуваат луѓе дали се информирани, дали ме виделе, пошто нема кој не ме знае, ме скота во камп. И на крај, мајка ми седнува и плаче. Вика, скалички до плажа, седнувам, вика, и почнам да вриштам. И едно време, Лидија, и јас се појавувам од шаторот, при колката на комшиите наши. И тука родител не знае што да ти направи. Од среќа, од бес, од се, нели тука си нервозен, сакаш да го здробиш детето, сакаш да го гушнеш, не знаеш, тоа се измешани емоции. И мајка ми, па добро, дали си нормална, колку време викаме по тебе Лидија. Па вие не викате Лидија, каде си?
Значи тоа е едно од случките. А да не зборам колку пати имам залутано. Карпош 3 е поделен на 2 блока, на први и на втори блок. Јас живеам во втори блок, многу често забивам во први. Многу ми беа интересни жените што се женичките што седаа на клупи, да им ги слушам муабетите. И како теткиче мало, седнувам со нив, јас за нив интересна, они мене интересни со муабетите и така стално им се вклучував, ама затоа моите беа со афрофризура од бес, од нервози, затоа што стварно е подалеку од дома. За мало дете е подалеку од... Тука еднаш кај со полиција ме бара. Да. Сакам да кажам многу темпераментно палаво дете. Кажи ми, бидејќи твоите родители сите знаеме многу добро кои беа, нели, група Magnifico, која што навистина во тоа време беа врвни музичари и уметници и ден денес, нели, како да кажам, се слуша за нив и она што еве пред скоро време го направија монографијата, која што навистина нашата држава треба многу да посети внимание за едни такви врвни уметници кои што навистина оставиле многу зад себе. За многу работи државата потврди. Искрена сум. Навистина се забораваат многу работи. Не се работи тука само за Magnifico, не се работи само кажав, за... едни од многуте. Браво, е така. Значи, моите се дури еден мал процент од сето она што не се почитува во државата. И не само за уметници, општо способни луѓе. Така, не бегаат од државата, не бегаат од раце. Значи, за многу работи не се грижи оваа држава. Мене ми е многу криво што е така. Една од работите кои што ги спомнав во интервју исто, дека ми е многу тешко кога мајка ми почина. Сепак многу значеле, биле амбасадори на Македонија. Никој од општина Карпош или од Министерство за култура, никој не би се јави. Никој нити дојде, нити се јави. Мислам, навистина голема штета. Толку не знаеме да си ги почитуваме сите наши уметници, тоа е страшна работа. Не, и тоа е една од работите која што многу ме тишти, многу ме разочарува. Ама знаеш како, секогаш викаме Кјути има бетар. Ама тоа не треба да е така. Да. Не треба да е Кјути има бетар. Зошто не викаме Кјути? Дај да се стремиме кон подобро. Дај да се огледаме на оние кои што нешто направиле. Нели? И сега мислиш дека е дно дна, ама не е. Секогаш има, значи одиме за жал кон полож. Тргнувам од фестивали, од настапи, од мојата професија. Не е тоа што беше. Пример ќе го давам, еден Макфест. Што беше Макфест? Макфест беше поим. На ниво на цела Југославија беше поим. И често ми замеруваат кога зборувам, дека вие во Југославија. Да, дека ние во Југославија, ама треба да се пратат тие примери. Да се стремиме кон тоа, кон скала погоре, ние одиме скалила надоле. И тоа е многу тешко и жално. Кога ќе одлучи дете денеска да пее, млад човек, да се пласира, да се лансира, мене ми е искрено жал. Многу е тешко и критериумите за музиката се изместија веќе, за жал нашава младина има некој сосем друг критериум за музика од она наше време. Ние кога сме биле млади, не знам дали ти се сеќаваш кога одевме по дискотеки, па кога се слушаше само странска музика, наша музика, па се веселевме, сега некако турбофолкот ги, како да кажам, ги отру младите. Апсолутно. Јас не замерувам, секое време си носи свој стил на музика, секој слуша различен стил. Сретнав пред некој време 14 годишно дијаче кој што ми вика ги слушам Queen. Значи тоа е воспитување од дома. Не може она само иницијативно, она може да негде слушнала, сите имаат допир до социјални мрежи, се дознава точно. Меѓутоа Queen не биле актуелни во нејзино време, тоа некој го пренел. Така е, да. Зошто не пренесуваат нешто квалитетно, зошто не пренесуваат нешто што вреди? Но не знам дали се сеќаваш и порано кога одевме во дискотеки, немаше фолк музика, имаше само забавна музика, додека сега тоа не е случај. Така. Сега во секоја дискотека се турбо фолк. Ето така. Значи покрај онаа музика што ја изведуваат, уште обавезно има турба. Уште потрагично, во дискотека пак идат и малолетници,
да, нели до 12 како е нели ограничувањето. Меѓутоа сепак се повозрасни. Во градинка се слуша турбофолк. Нема да именувам во која. Се зима детенце и се слуша турбофолк. Значи и од тука тргнува едукацијата. Не е само дома. Тука се социализира детето. Тука учи што треба, слуша од другарчињата, тоа го превзема. Меѓутоа многу страдаат за да не се двојат и од толпата. Па им е наметнато да го прифатат она што. Го спомнавме Макфест, ти беше една од многуте нели кои што Макфест го одбележа и како нели ти како уметник го одбележа Макфеста и Макфест те одбележа тебе како нели. Значи твоите хитови кои што ден денес се пеат, се едни песни кои што треба да бидат репер за тоа каква музика треба да се произведува, нели? И тоа биле, не можам да не го надополнам овој момент. Тогаш излегувале 80% хитови. Точно така, затоа велам. Значи не заборавени композиции, па една ки искочи, ама таа не се ни памти. Композиции, сите биле, 80%, ако не 100%, 80% биле хитови, кои што до ден денеска се евергрини. Така е, да. И се пеат и ќе се пеат уште години. Затоа кажам, тоа се вистински вредности. Дали бил Скопски фестивал, дали бил Макфест, дали бил па и од народните Валандово фест. Ваделе хитови. Секоја песна беше хит. Точно, јас го почитувам секој жанр. Не мора да значи дека го слушам, го почитувам, нели? Затоа што постои, затоа што екзистира. Меѓутоа е многу жално во денешно време како се повлекуваат младите, на што се навлекуваат и што им се наметнува. Ти фали тоа време? Премногу. Кога ќе се сетиш Па не сакам да се сетам зашто многу ме боли. Те боли? Да. Затоа што веќе се живеам со тие спомени, меѓутоа многу ме боли. На Макфест бев сега последен пат со Силви и со Владче. Бев и јас тогаш. Така е, кога имавме во ревијалниот дел, нели, програма со Силви бе, да. Кога застана на сцената, што почувствува? Измешани емоции, да. Прво, многу поинаква реакција од публиката. Тогаш биле сите погледи дали луѓето општо, генерално се многу разочарани, многу потиштени. Тешки се времињата во кои што живееме. Тоа е факт, но сосема поинако реагирале тогаш биле видри кога ќе искочев на сцена, се било насмејано, се било весело, како да кажам. Многу поинаква реакција на публиката, а сепак истата атмосфера во мојата ацошоп. Дом на култура, значи спомени, пак ја кажам, измешани емоции кои што страшно ми фали тоа време. Страшно ми фали. Сметаш ли дека треба да има филтер некој, бидејќи навистина имаме наплив на многу млади артисти. Бидејќи, нели, ти си еден фантастичен вокал, што се били вон сериски. И ти, и Тања сте навистина уметници кои што тешко ќе се повторат. Има и деца кои што навистина солидно пеат, млади таленти, еве им, да кажам, релативно млади. Но има и некои кои што само туку така проаѓаат со некоја трендовска музика. Па ето, тоа е само ствари, пак ја кажам. Многу често се случува и да е грешка добро на родителите. Грешка на родителите, има и многу деца кои што техниката денеска се прави. Порано не постоело тоа. Порано сме влегувале во студио. Ако знаеш да пееш, ќе пројдеш, ако не знаеш, а сега со ова електрониката, ама се знае јасно, ако си музикално дете, дали си дете, дали си возрастен човек, ако си музикален, можеш да се бавиш со музика. Тоа е условот, така е. Денеска не мора да си музикален за да се бавиш со музика. Ево, тука е проблем. Многу често и родители, затоа што и работев како професор, како наставник, по музика држев и приватни часови пеење. Многу често родителите, ама моето дете сакам и мора да пее. Ама детето ќе пее ако е музикално. Не може затоа што вие имате желба да стане музикално. Така, ако јас не знам да работам како новинар, нема да работам. Не дава, точно така. Тоа е исто како еден пример, благ ќе дадам
мојата наставничка по ликовно во основно беше многу блиска со мојата мајка. Мајка ми предаваше музичко, а наставничката по ликовно и се обраќа на мајка ми и вика: "Добро бе, Невена, како твоево дете не знае, вика, еве ја учам да нацрта, вика, убаво човече со..." А да те прашам, ти дали знаеш да отпеш? Сега еве песна да ти дадам да отпеш. Детска нека е, не мора да е нешто комплицирано. Па не сум музикална. Па тоа е дарба. И тоа не се учи. И тоа Господ го дава или не го дава. Значи тоа е предуслов. Денеска не мора да си денес влегуваш во студио и компјутер си прави одличен пејач. Поготово сега со AI и нема проблем. Јас секогаш велам, еве и повторно ќе повторам, уметноста не е за секој и не умее секој. Тоа е една посебна дарба од Бога која што апсолутно треба човек да искористи само правилно во вистинско време и... Има една режисерка, наша многу добра пријателка, моја и Тања, и она еднаш кажа нешто многу убаво, значи ме одушеви. Вика, знаеш што, Лида, повеќе ги почитувам пејачите од глумците. Секога веќе станува збор за дали глумец, дали ликовен уметник, дали пејач, дали музичар. Она вика, повеќе ги почитувам музичарите од глумците. Викам, зошто? Па вика, глумец и можеш да научиш да бидеш. Ама музичар не секој може да биде. Па сега не знам колку е тоа баш тука. Па, според тебе она мисли дека повеќе... Јас не сметам Јас така. тука, мислам се, јас се служам од еден аспект. Значи, и за актер треба особена дарба. Апсолутно, но тука може би нешто ќе... Ама овде не можеш ништо да научиш. Не можеш ништо да ако не е стекнато, не можеш да го научиш. Во таа смисла напри една... Аха, добро, може од споредба. друг аспект, да. Да. Сега кажи ми како ти беше кога твоите постојано беа нели во една земја, во друга земја на настапи, на концерти, вие каде бевте со Тања, кој ве чуваш или со нив одевте? Не, Тања ме чуваше, па зошто бев живо ко дошиште. Значи Тања те Тања чуваше. ми беше и сестра, и мајка, и татко, и тетка, и брат, и се ми беше во животот Тања. Кога моите, значи откако веќе мајка ми се врати повторно со Манифико, татко ми кога сум била јас бебе, работел со Македонија активно, после мајка ми се враќа во Манифико, продолжуваат активно да работат. Така да мене често значи не често, секогаш Тања ме чуваше или одев на патувања со моите. А многу често беше најстарата сестра на мајка ми, која што ја има исчувано Тања. Нашата тетка Костадинка, која што е често споменувана, мислам како и сите тетки, како и цела наша фамилија, но тета Коста мислам дека пошто ја исчува Тања имаше посебно значење, особено кај Тања. Така, секојаш една тетка така мора да се издвојува од другите. Да. После како оди твојот пат се запишуваш нижо музичко? Нижо. Па средно? Па Нижо, факултет? па средно и факултет, да. Так, што дипломираше? Обоа. Обоа? Обоа А тоа не сум дипломира. знаела. Да, обоа дипломира. Свириш сега понекогаш? Па немам инструмент. Јас го Немаш. продадов затоа што е греото да Така, седи така, инструмент, да не си активен. Последен пат кога живеев во Хрватска имав концерт и свирав и обоа на мојот концерт. Јас си мислев дека соло пење ме завршува. Не, Нели по дефолт дека. па еве не сакам Еден тоа прекрасен да го вокал. кажам. Да. Една од нашите професорки на времето, веќе покојна, дури ми кажа и дека кај мене е нешто сомнително во смисла на музикалитет, во смисла до тој степен беа ривали со другите професори и многу ми беше криво, затоа што прво јас не сум импостирана како оперски пејач, никогаш сум немала таков порив и желба. Мојот вокал не е така поставен. Јас сум естраден пејач, како да наречам, поп-пејач, значи жанровски ја можам да пеам повеќе жанрови, баш не се, ама многу жанрови. Меѓутоа, еве, да кажам, не знам. Па, естраден уметник, како да го наречам тоа сега. Меѓутоа, не сум предодредена да бидам оперски пејач. Затоа постои посебна импостација.
Меѓутоа, ја првата година бев запишана на соло пеење. И јас го покажав моето знаење во мој стил. Меѓутоа, тоа на конкретно таа професорка не се допадна. И во тоа време не постоеше рок школа, рок пење, да се запишам на поп пење, джез пење, фанк пење. Небитно жанровски, за разлика од сега е актуелно и може секој еден да научи, нели, да се предодреди на одреден жанр и да се едуцира. Тогаш немаше такво нешто и јас бев приморана, да речам, да се запишам на соло пење, чисто за да го школувам гласот. Меѓутоа ми беше кажано дека ете, тука е дискутабилно со мојот музикалитет, што мене страшно ме повреди, ужасно ме повреди, моите родители особено ги повреди, затоа што таа професорка беше и наша куќна пријателка, бевме блиски пријатели. И после тоа беше кажано дека едноставно е многу криво затоа што не сум била запишана во класа кај незе, ама тоа не е начин да го кажеш ти тоа. Значи се можеш да ставиш под знак прашање. Меѓутоа под знак прашање да го ставиш мојот музикалитет. А мислам дека тука навистина да беа моите банкари, да беа економисти, да беа што год да не се уметници, ќе кажам, оке, па може би стварно е така, ама Неминовно беше, нели, да се занимаваш со музика? Апсолутно да, пошто јас сакав да бидам или со спорт, Така? да се бавам активно, или да си бидам пеач, меѓутоа оваа љубов преовлади, иако многу удари претрпев, како многу мало од моите почетоци. На колку години оваа Лидија? Леле, све ми доаѓа Тања да те кажам. Така, апсолутно. Јас сум навикната на Тања е на Лидија, така да... Толку сте, како да кажам, толку слични. Да, толку си наликувате. Колку што сме физички слични, толку сме како табиети, како карактерно сме различни, да. На колку години започна со твојот музички пат? 9. Значи тоа навистина уште од малино. На 9 ја пее Витни Хјустон. Грете Славово, да, во Шарам Барам. Значи тоа беше мојот прв почеток. Една убава емисија од наше време. Ете така, а ако зборувам со квалитетни продуценти, квалитетна продукција на МТВ и така, меѓутоа на почеток, ако зборуваме баш за моите почетоци, јас на 4 години пеев на Златно Славече и тука беше мојот почеток, меѓутоа официјално, да. Прво излегување на сцена, меѓутоа после тоа следеа детски настапи. Не беа фестивалчиња, меѓутоа беа детски. Со таа песничка што ја пеев на Златно Славече настапив неколку пати. И после веќе од Шарам Барам, кога почувствуваа дека мојот вокал е зрел, дека станува збор за нешто посериозно, тука веќе од 13 години, значи поточно од Евровизија, песна за избор на Евровизија, кога бевме со Тајна, 89 година. На моја 14 годишна возраст. Не е 13, 14. Навистина. Цела фамилија бевме тогаш и тоа се памти како појавување на цела фамилија. До тогаш имаше... Така, да, се сеќавам. Не знам, брат, сестра, двајца браќа, две сестри, фамилија, мајка, син, мајка, керка. Меѓутоа, ова беше прв пат цела фамилија. Кажи ми, кога ќе ти се наврати времето на Ти си тој, на Доволно луд, песни кои што, како што кажавме претходно, се пеат и ден денес и ќе се пеат, евергрини, да ти понуди некој сега некој таков стил, таков тип на песна би прифатила да снимиш? Ми понуди и прифати. Да? Да, тоа е нешто што ќе биде, се надевам многу. Значи, можеме да очекуваме? Да. Нели, јас многу се радувам. Да. Мислам, јас премногу ќе се израдувам. Јас тоа викам, макар нека ми е, да не ме разберат погрешно луѓето сега. Не последно отпеано, последно снимено нека ми е, макар последно отпеано во таа смисла. Добро, сакам да кажам. И нека последен аудиозапис мој. Само да е тој. Вреден, да. Вреден. Тоа е песна многу слична на Што те нема, песна правена пурнек на ќе откриеме кој? Тој на Што те нема, ништо нема да откриам. Некога ќе дојде време ќе откриам. Да, кажав дека денеска AI прави се.
Меѓутоа, оваа композиција конкретно ја направи човек со помош на AI, тоа не можам да го одречам, меѓутоа композиција која што е правена точно за мене. И ако веќе вештачка интелигенција измислила некогаш композиција, тоа е правена точно за мене. Така, Леле, со нетрпение ќе очекуваме Значи, наистина да слушнеме. Не знам како да кажам. Тоа е нешто што не можам да го опишам тоа чувство. Долго месеци, долг период бев потиштена, ми се случуваа некои работи во животот. Бев потиштена, имав страшна болка. Страшно бев дефокусирана, дезориентирана на моменти. Стресови се собраа. Ми се погоди во тој момент, значи човекот кој што ме испрати, не знам дали би сакал да го спомнам, нема да го спомнам додека не ми го дозволи тоа. Тој е човек кој што неверојатно ме почитува, пред се како човек и како пеач. И мислам дека за него вредам најмногу, барем во југословенски, бившо југословенски рамки. Значи, човек кој што има една душа како Америка, огромна душа, и кај човек кој што, колку што е голем, толку му се искрени тие солзи што ги пушта додека јас пеам. Често плаче кога јас пеам. И тоа се навистина многу искрени емоции. Тој човек ми ја праќа во 11 и нешто навечер композицијата. Чисто како файл на Viber ме стигнува. Па јас не можам да објаснам какво чувство беше тоа. Не можам да објаснам дека до сабајле јас не склопив оке, сега ми доаѓаат солзи. Тоа е нешто што ме врати на времето, нешто што скроз ме потсети на тие денови. Нешто што е сублимат на сето она што сум го правела во животот, собрано во една композиција. Затоа и реков, нека се круниса мојата кариера, јас ќе продолжам да пеам додека можам и ќе бидам активна на сцена, да. Се радувам на секој млад пеач што доаѓа, се радувам на младите генерации. Само дај Боже, секој од нив да има посебно место и да има кој да ги лансира. Ето тоа само ќе го кажам. Тања, како што кажа, си поминала многу тешки моменти тешки периоди во твојот живот. Кога се врати од Хрватска, ти беше тешко да се прилагодиш после толку долго време? Многу. Да? Многу. Прво затоа што многу луѓе не знаеа дека сум вратена. Многу ми беше тешко да се вратам во колосек. Не мене, него ми беше тешко да влезам повторно во ШТОС, заради тоа што луѓето не беа информирани. И јас научена сум од мали години, од мали нозе да се заработувам во животот и не можев едноставно кога се вратив да, затоа што реално јас во Хрватска работев многу, но јас имав огромен резултат, ама немав екзистенција. Се тоа некако одеше, ми лизга, сите средства ми лизгаа низ раце, пошто беше многу скапо. Да. Така е. Значи, ние едно време одевме во Виена да пазариме. Виена беше своевремено еден од најскапите градови во Европа. Ние од Загреб одевме да пазариме во Виена, еднаш у 2 месеци, 3 месеци да речеме, затоа што поевтина ни беше Виена тој период. Така да, се што моите праќа, се што јас таму заработував, а заработувачката не е поголема од кај нас, дури за некои работи е многу поголема од таму. Беше. Да не кажувам сега како е, не знам сега условите како се. Не сум била последниве, доста време и многу ми фали. И ќе одам. Многу скоро си ветувам дека ќе одам. Ми фали Загреб, ми фали општо Хрватска, ми фалат Хрвати, ми фали се. Толку сум врзана, затоа што ние како деца со моите кога патувавме, растевме во Хрватска, така да сум посебно врзана, емотивно сум врзана за Хрватска. Јас кога се вратив, почнав да работам, затоа што не бев навикната да бидам на грб на моите. Нели таму не можев да си најдам стална работа, со решение да влезам некаде, бев одличен пласман имав,
многу ме почитуваа, секаде бев во први борбени редови, но јас немав редовна работа. И одлучив со моите, дека јас тука имам кров над глава, дека е ова мое тло и треба да се вратам тука и дека ќе се појави услови, ќе се појават услови за работа. Така се вратив од Хрватска, затоа што не можев да издржам и моите веќе да ги цицам финансиски, па и ментално. Они беа цело време во грижа, како ми е мене, дали се снаоѓам, Тања, моите, сите. Се вратив тука и се вработив во салон за мебел. Тоа ретко и кој го знае, меѓутоа, јас сум среќна, јас секоја работа ја почитувам. Ако се честно заработени пари. Апсолутно, јас во Хрватска бев спремна и да конобарам и било каква честна професија да извршувам за да заработам честен динар. Меѓутоа, пак ја кажам, таму ми беше многу тешко финансиски да издржам. Се вратив во Македонија кога таму па беше период кога многу добро се пласирав по сите театри. Особено бев на сите аудиции за мюзикли. И многу добро многу бев ме познаваа луѓето едноставно. Меѓутоа веќе сите кастинзи беа завршени и јас бев отпосле дојдена практично, аудициите се случуваат откако веќе кастингот е завршен. Така да работев во салон за мебел, научив многу исто. Така, и затоа и секоја работа се учи по нешто. Се што се учи е корисно. Да. Така да сега си се занесувам и се, се перчам дека јас знам како треба да си го уредам станот, како се кантира, како се изработува медијапан, како се изработува и верица. Меѓутоа, навистина многу работи научив. Таму бев кратко време. Моја роднина беше собственик на тој салон и така требало да биде. Мој колега улета, да, се вработив во Македонско опера балет, он ми кажа дека има аудиција. Тогашниот директор и наш сегашен актуелен Оливер Арсовски ме викна, почнав хонорарно и за кратко време добив решение. Минавте многу тежок период со твојата мајка, која што за жал кажа и претходно ти дека веќе ја нема, меѓутоа она што го остави зад себе со твојот татко навистина ќе остане и ќе трае години и години. Од оваа перспектива ти недостига многу? Мајка. Никој не може да ја замени. Никој. Она ми беше ветар во грб. Исто колку Тања и татко ми. Меѓутоа, Тања и татко ми се многу по-ранливи, но многу покрути. Мајка ми Знаат беше... да удрат на маса. Да, апсолутно. Мајка ми беше мекушка. Она беше на моите грешки многу добро знаела да ми каже ова ти е грешно, не е како што треба. Меѓутоа, многу често знаеше да ме поддржи во се. Начинот на кој ме викаше, начинот на кој што ми се обраќаше, многу ми недостасува. Многу. Не сум истата Лидија откако мајка ми почина. Не. Имаш и некој проблем со дијабетесот, како си? Како стојат работите? Па, Кога држам дозна дека некако имаш под дијабетес? контрола, кога се разболя мајка. Значи тоа све од стрес последица. Да. Јас не викам дека ние не сме, една пријателка вика јашни, дели дека сме гурмани, дека сакаме храна. Меѓутоа, конкретно дијабетесот кај сите тројца, кај татко ми, кај Тања и кај мене е стекнат, не е вроден. Значи кај нас не постои, нели, обично и да генетски. Да. Меѓутоа кај нас такво нешто не постои. Мајка ми имаше школски притисок, школска крвна слика, школски зборам резултати. Никогаш никој од фамилијата не бил дијабетичар. Меѓутоа и Тања и татко ми јас од стрес заработивме дијабетес. Се придржуваш на некој посебен начин на исхрана околу проблемов или? Сега нели работиме за кампања конкретно за гојазност, за подигање на јавна свест околу дебелината со Тања и
баш и таму кажав, јас немам конкретен режим, но се трудам доручекот да го јадам, да го задржам за себе, ручекот некоја салата, например, може и некој парче мевце, за да ме држи, и вечерата, ако можам да ја поклонам На на некој. пријател кој што е слаб, па ете може да јаде. Значи, се трудам колку што можам да избегнувам она што не смеам. Не ми е лесно, затоа што човек си, па нели, Господ ствара луѓе кои што сакаат да си пробаат, луѓе што така, викаат да. татко ми дека правиш, Мгм. дека го имаш тој момент, ти не слабеш, керко, и така е вистина. И јас и Тања сме си, Сакате како да си кажам, каснете со очи во да едете. мозок, кога не е нешто убаво, кога не е нешто сладко. Па сега имаш и таков момент кај Тања кога каже, па добре бе, приготови слаби ки ти слабиам. Се па не се сите готови фабрички слаби. Така? Некој е роден, некој јаде реда ради. Не јаде затоа што му е кеф и не наоѓа во секој залог задоволство. Ја во секој залог наоѓам задоволство, убаво ми е. Така, вкусно е. Па сега... И тоа е привилегија да уживаш во тоа, така? Во мојов случај баш и не е привилегија, ама уживам во храна. Токму вчера баш слушав за проблемите на диабетичарите во однос на, нели, на овие лекови, ленти, сето тоа што ви е потребно. За контрола на Да. шекерот, да. Имате Во проблеми, дефицит така? на ленти, да. Мгм. Нема секогаш и не се наоѓаат секогаш лентички за проверка на шекер. Мгм. За апаратчињата. Така. А кажи ми во тоа, во кампањата, како што кажа, и не знам што на едно видео ми излезе, велиш ќе ослабам кога ќе се заљубам. Да. И тоа е вистина. Јас се хранам со љубов и не дека сега јас не љубам и не сакам и не почитувам, меѓутоа не сум Збориме за љубов конкретна. конкретна Ете, љубов. така. Зборуваме за партнер, за Ете, човек така. конкретно, па и нека не е партнер, да сум си во имаш некого некој покрај заљубен. себе, да. Одма сум друга. Одма сум, да. Лесно си се заљубуваш? Или што те освојува најмногу Може би кај еден партнер? лесно се заљубувам, тешко се одљубувам. Мене ми е тоа проблемот. Што ја сите што вика Тања ги патиш со години, ги плачеш со години, ама но тебе виш. Мислам, некогаш биле погрешни, некои биле погрешни, некои биле вистински, шала на страна. Со годините созревам и не е така, меѓутоа емотивно и како ја пристапувам кога сум во врска кон партнер, тоа не се менува. Јас не знам да сакам со резерва. Така, се даваш Јас цело. не знам Или да се 100% или заштитам. воопшто ништо. Сакање со резерва за мене не е сакање, па тоа јас не го сакам тој човек како... Или мене не ми е јасно да речеме предбрачен договор. Одма математика имам со партнер. Па зошто ако има математика? Ако не е таа математика заедничка, не разбирам зашто воопшто би била во врска или би имала партнер јас со кој што ќе калкулирам. Во љубовта не постои калкулација и точка, тоа е закон за мене. Што те освојува најмногу кај еден партнер или кај една машка особа? Што најмногу? Дали физичкиот изглед, дали карактерот, дали харизма, дали енергија некоја осеќаш, не знам. Посебна енергија. Посебна енергија. Да. Значи треба стварно да има И посебна прво што енергија. загледам кај машко е раце. Рацете? Да, дали му се педантни рацете? Средени. Да. И откако веќе сум со Мгм. него поблиска, Така. ако има убава кожа. Мене тоа многу ми... Тоа ми значи, зборувам од аспект на, од страна на физички изглед. Конкретно, главче баш и не мора да, нели, Да е да е манекенски lepоtan. тип. Да, па сум имала и, да речеме, бев долги години со човек кој што не беше lepоtan, меѓутоа па секој кој што ќе го запознаеше, Тоа е ќе се поважно. одушевеше А од тоа е него, затоа поважно. што да, апсолутно. Меѓутоа, ете, сите партнери што сум ги имала, се вака звучи, нели, како да сум имала, не знам колку, сум имала нормално за мои години. Нели, долги врски, пократки врски, меѓутоа, сите што биле присутни во мојот живот,
сите биле одбрани заради нешто што особено ме привлекло. Дали тоа било насмевка, дали било посебна енергија, дали бил начин како ќе се понесе со мене. Не сакам агресивни луѓе, не сакам наметливи луѓе. Тоа не ми се допаѓа. Кога некој ми е упорен, некој не, тоа не ми се... Упорен, да, напорен кога ми е, тоа ми пречи. Тенка е границата меѓу упорен и напорен, затоа треба да се знае. Така. Така да многу сегменти влијат за некој да ме поткрене, да ме одушеви, да ме наежи, да... Која била најголемата лага што си ја чула за себе? Дека сум бремена од Здравко Шкендер. И најтешката глупост која што јас ја имам слушнато и заради која што многу патев, ми беше многу тешко, меѓутоа имав само 13 години. Тоа беше на Макфест, Петко кога ја пее. Да, се сеќавам. Значи, срамота е, да кажам, тоа е период кога девојче може и да нема циклус. Здравко Шкендер има керка колку тој мене. период тогаш ти го Тој извадија. период во вечер искочи таква вест. Како може? Страшно. Слушнав и уште една лага, меѓутоа таа лага ми импонираше. Дека сум во долга врска со Драган Белогрлич. Значи има лаги што ти импонираат, има лаги што те разочаруваат. Да. Така да речам, јас од Драган Белогрлич се ни познавам Така. лично. Ама битно си била во врска. Битно сум била во некој. долга. Во долга уште. 3-4 години сме биле ние во Браво. врска, да. Како Да, искучило Супер за таа? тебе. Па да, чисто бевме по фестивали југословенски кај што гостуваа сите југословенски актери, познати, но ние лично со Драган Белогрлич кој што немаме сретнато, така да не знам од каде искочи и не знам од каде завеа таа, од кај им текна, да, од каде завеа таа информација, но ми годеше затоа што е прекрасен човек, прекрасен актер, сега зборам човек, не го знам лично, пак ја кажам, но интервјуа негови имам еден тон слушано, затоа што навистина е еден од луѓето кои што, актерите кои што ги почитувам најмногу. И режисер. Се. Значи се. Сестран уметник. И мислам дека апсолутно тоа е лага која што ми импонираше. А ова беше Другото стварно било страшно. лошо. И страшно да. и моите родители Особено многу што велиш реагира. за дете од 13. Керка имаше колку мене, има колку мене. Не знам што се случува со Здравко и со неговата фамилија, но има керка колку мене човекот и јас со перчето како што бев, нели? Се сеќавам, те паметам. Ние нели, сме генерација. Со Петко, така. Ја идам да го гушнам искрено како што ги гушкам сите наши соработници што се генерација на моите родители. И тука беше многу страшно, во вечер искочи таа информација. Моите родители од искуство, затоа што и за нив имаше куп афери, За жал. значи во најголемото спремање на стан и опремување на стан, најдобар пријател доаѓа и ги праша, добро бе, стварно се разведуваат? И такво. Најдобар се случило. пријател зборувам, кој што ги има сите информации, свежи информации за моите. Што останува за народот? Ти на народот не можеш да му затвориш усти, не можам ја на секој ден да идам да објаснам што било и како било. Моите не сака, Тања, апсолутно моите не сака да никој од моите не сакаше да отвара фронт со новинари. Татко ми рече најдобро да си останеме по страна, но дете од сега знаеш што те чека. Многу си мала, ама треба многу зрело да размислиш. Дали си спремна после ова да се бавиш со оваа професија? И тука беше мојот дефинитивен одговор дека јас сум спремна против се да се борам и едноставно научи во животот да имам еден штит и да си ги тргам работите кои што ме засегаат. Не дека не ме засегаат многу работи кои што луѓето ќе ги кажат. Не викам не, постојат добри коментари, постојат лоши коментари, па и лошиот коментар некојаш знае да помогне. Меѓутоа од искрени луѓе. Мене може да ме повредат блиски луѓе. Кога е конструктивен лош, Ето да не е деструктивен.
Лидија, кога сме веќе кај пријателите, тука сме негде при крајот, уште имам уште две прашања. Колку пријатели имаш вистински, се бројат на прстите од едната рака? Со годините нагоре се помалку. Особено кога ќе дојдеш во еден тежок период, како што бев јас, многу Тогаш од нив ги сваќаш? снема. Многу од нив ги снема. Значи, додека Лидија била весела, додека била тука, додека нели, секогаш сум била широка срце, секогаш сум била Добричина. како не, богата во однос на пријатели, во однос на луѓе. Кога ќе ми кажале дека со годините тешко на една рака се бројат искрените пријатели, не сум верувала. Вистина е така. И пак ја кажам, очекував дека после ковидот, од ковидот, се ќе биде попозитивно, Уште полошо. и излезе се лошо на површина од луѓето. Кажи ми, кога би можела да го вратиш времето на назад, што би сакала да промениш во твојот живот? Ништо. Се би оставила така како што е? Истиот пат би го Истиот изводила, пат ништо не би одела. променила? Ништо. Па дури и тие партнери што биле во животот, од љубовен аспект зборувам, не би ги променила, не. Истото би било, затоа што се во животот е школа. А кажи ми пак, каде се гледаш за 10 години? Што Во посакуваш? Во пензија. Не можам да знам уште колку време ќе бидам активна, се гледам како активен човек на сцена, зборувам со свирки, со настапи, со ангажмани. Со фестивали многу давно сум завршила. Да, тоа го кажам многу пати во повеќе интервјуа. Да, и сум кажала дека додека чувствувам јас, не додека некој ми кажува, додека јас чувствувам дека сум способна и дека сум тоа што сум. Секако не сум тоа што сум била на 20-30 години. Сите ние стариеме, тоа е животен Нормално. процес, нормално. Процес. Вокалот е сменет, тонусот паѓа. Право да кажам дека сите тоналитети биле за степен 2 тие што разбираат многу повисоки. Песните биле повисоки. Сега се симнуваат, затоа што си доаѓаат, си одат годините. Така е, се менува гласот, така е. Така е. Така да ништо не би променила, а за 10 години би сакала да сум активна и се гледам како вечити позитивец. Кажа дека имате куќа во Струга. Да, Може на би Елен Камен. Бензинските денови би ги поминувала таму негде. Па би сакала Поголемиот дел од да, годината? во Струга секако, тоа ни е дом, тоа ни е семена куќа, особено голема љубов на мајка ми и на Тања. И тоа ми е од посебно значење, меѓутоа би сакала за 10 години да имам барем едно апартманче на море и да можам да си го поминувам, да поминувам барем половина, четвртина, половина од годината на море. Грчка ја обожавам, Да, многу ја прекрасно сакам, е, да. така Прекрасно е да, грчкото море. многу. Јас те посакувам да биде така. Хрватска ми е на прво место. Не постои како Јадранско приморје, тоа нема шанси, не постои такво море, не постои нешто поубаво, нешто помиризливо. Нема такво, мислам, таков мирис во Грчка и Грчка ја обожавам. Не сум го почувствувала тоа. За разлика од мирисот на Јадран, бор, јод, сол, карпи. Сето тоа мене ми е, не знам, од дете ме влече, емотивно сум врзана, веќе го кажав, тоа да не се повторувам. Така да, прво во Хрватска, па во Грчка. На море. Тука сме негде на крајот. Јас ти посакувам се тоа што си го посакуваш да ти се исполни, пред се да бидеш здрава и жива. Те благодарам. Да се враќа со убава така, сам. и да си дочекаш еве и пензиски денови, додека сакаш да си на сцена, да се занимаваш се уште нели со музиката, да се занимаваш и со нетрпение очекувам да излезе песната. Може ли само барем насловот, името да ни го кажеш? Како се вика, како ќе се вика? Љубов прва и единствена. Ти благодарам многу за честа што ја имам, барем за насловот. Многу ти благодарам. Исто, мислам дека така ќе се вика, затоа што тоа превладува во рефренот и јас кажувам, насловот нема наслов песната си уште, но јас сакам да биде така. Затоа што е наменска композиција
и ми е навистина од посебно значење. Лидија, секој е добро, па се гледаме во некој следен кафе муабет. И благодарам многу и многу ми е драго што на еден голем ден се седнавме, се видовме После долго после време. долги години, точно така, и посакувам да се гледаме почесто.